But if your system's working, thank your lucky stars. Nobody talks about it, not a word is said. If you're not pooping, then it means you're probably dead. The destitute and homeless have to do it, it's true. But even all the wealthy people gotta make do. And if you live long enough, it's happening to you. Sooner or later, everybody poops. Everybody poops. Everybody poops. Български пасош да ти била. Како? Жена му на таче, бе, българка обаче, не чувте вие тоа? А таче? А ти, бе, таче? Каков, бе, имаш? Бугарски или косовски? За градоначалничката на Скопје исто извади дека е со бугарски пасош до душа. Таа као нешто ке тужеше за клевета, ама ништо си поќуте од како ја избра за градоначалник. Абе да бе прашам нешто, да се стане битна фаца овде ти треба бугарски пасош или се лажам, а? Не, стварно бе, дај бе кажете отворено бе во јавност да знаеме шо сме ние само со македонски пасош и шо сме, а? Како гледате на нас што неаме друг пасош освен македонски? Не гледате ко да сме глупи, така? Или неснаодливи? Ко да сме демоде? Мамето ваше распродадено говнари едни. Мислите бугарите ве сакаат што сте такви никакви. Само ве користат против својот народ, глупаци едни. И дај вие од сите партии самите бе излезете во јавност еднаш, покажете си ги бугарските пасоши, откажете се јавно од нив ако сакате да бидете на власт или да се борите за власт. Ако не се откажете, што е легитимно, ама тогаш надвор од политиката. Никој од вас не смее да ја води македонската политика. Дали сме јасни? Па доста беше бе. Овие со бугарски бе пасоши бе стана гротеска. Уставе гаѓам. Со пукант. Знаете на јапонски што значи Скопје? Градот у кој што прдна Годзила. Овие се од општина град Скопје решиле да го пријават на конкурс за најзелен град у Европа. Ако мислат за град со најзелени граѓани у Европа, па имаме шанси за титула. Абе у Скопје луѓе пушат за да си ги исплакнат градите од темпи честички и од смог. Абе децава у Скопје не искашлуваат шлаем, туку горгонзола сирење. Најпосетена игротека у градот е оваа клиникава, болницава за детски белодробни заболувања. Деца плева внатре, бизнис на годината, али овие од невладиниве што се борат против загадувањето решија да стаат точка на тоа и ги викнаа на многу важен состанок градоначалникот на Скопје, министерот за екологија, овој командант Вентили што ги затвори вентилите у Липково кога беше 2001 војната, и овој замеников министер Макрадули. И дојде на состаноков Шилегов, цело време си играше Candy Crush на мобилниот, на кур не ги стави. Овој командант Вентилито уопште не дојде, а овој замеников министер, он заспа. И на овие им било непријатно да го будат, пошто знаете како е кога си у опозиција 12 години и чекаш функција, тоа е многу заморниш, ако ќе добиеш функција редно е малце да одмориш. Али, како и да е, на крајот на состанок се донесоа 3 важни заклучоци за заштита и превенција на нашето здравје. Првиот заклучок, да се воведе подитно дишење пар-непар. Денес дишеш, утре не дишиш, заутре пак дишиш. Втор заклучок, да се дише исклучиво кој има ветар, а ако не дува ветар, нема дишење. И третиот заклучок, кој што е најважен за превенција на нашето здравје, е да се иселите сите у Германија. Така е, луѓе, кога имаме политичари кои што се микс од мува и комарец. Јадат гомна, тија цицаат крвта. Арно, ама у Македонија, у Северна Македонија, не е најпознат инсект муват и комарецот, туку пајакот. И тоа не е оној обичниот пајак, туку оној што крева коли. А главниот јунак во приказнава е Газдабеќо од Дуи. На пример, он е легенда. Голем дипломат, само што не вози со дипломатски таблици, он уствари уопште не вози со таблици. Многу е бе мераклија да паркира на сред раскрсница и да сиде да си пие чај.
А нашите полицајци кон него се однесуваат како голман на пенал. А ако го видат газда Беќо лево, они идат десно. Така и тој ден, газда Беќо си го паркирал джипов на сред булевар, си отишол да пие чај. Дошла некоја полицајка со пајакот, видела непрописно паркирано возило, му рекла на пајакот, кревај го. Арна, ама тогаш се појавил газда Беќо. И онака многу културно, и пристапил на полицајката, многу љубезно и врзал 2 шамари, си седнал у джипот и си отишол. Никој со прст не мрднал. Газда Беќо така да удареше американска полицајка од американската демократска полиција. Прво, ќе го убија тука на место, па после ќе го приведа. Така се прави тоа тамо, демократски. Али нашава полиција е многу фина, љубезна. Она излегува со соопштенија за јавноста. Вчера, околу 12 часот, нашата службеничка СБ видела непрописно паркирано возило во сопственик на лицето ГБ. И му рекла на пајакот да почне да го крева возилото. Меѓутоа во тој момент се појавил собственикот на возилото ГБ, кој многу љубезно ја замолил полицајката да не му го крева возилото. При тоа лицето ГБ ждригнало зашто претходно јадело макало со лук. Полицајката заплисната од здивот на лукот инстинктивно се вратила неколку чекори назад и со лицето удрила 3-4 пати во пајак возилото. Ждрак, 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 ждрак. При што се добила со тешки лицеви повреди. МВР, СДС ДПМНЕ, многу жали за несрекниот настан и му се извинуваме на лицето ГБ што му ја кревавме колата со ветување дека никогаш повеќе нема да му ја креваме. Во исто време го информираме дека против пајак возилото ќе биде поднесена соодветна кривична пријава. Многу откачено е. Исто кола со исто половиве бракови со посвојување во деца и со бришењето на именките мама и тато и нивна замена со родител А и родител Б. А не ви е тоа откачено, а малца, нели е фенси, европски малца, онака, многу е јако. Вие го сваќате тоа? Мислам, пазете, не ме сваќате погрешно. Мислам, ја не сум ни хомофоб, не сум ни верник, мислам. Мислам у принцип, ајде да кажеме, не имам обичај да се дефинира, да кажеме дека сум атеистник. Ама луѓе, традиционалниот брак меѓу маж и жена подразбира баланс. Знаете на каков баланс мислам? Например, едниот од партнерите секогаш стои што го моча капакот на шолјата затоа што моча стоечки. Меѓутоа затоа има друг брачен другар на кој што тоа мочење на капакот на шолјата му смета затоа што овој моча седечки. И цело време се обидува да го воспита својот брачен другар што моча стоечки да му каже дека тоа така не треба. Тоа е тој баланс природен. Сега, ако се двајца истополови машки партнери у браков, нема кој на кого да делува воспитно образовно да не го моча капакот на шолјава. Уште ако имаат посвоено машко дете, па кој ќе му каже на тоа дете дека не е хигиенски да моча капакот на шолјата? Абе тие деца ќе бидат постојано дезориентирани, нема да знаат кој правец да го фатат. Еве, дури под услов и да остане она именките мама и тато. Замислете се ова дете оди кај едниот од двајцава машки родители и му вика: "Тато, тебе голем ти е?" "Да бе сине, али нека она мама." Или замислете сега детево слуша дома караница меѓу машкиве родители. "Злате ме, па пак си ми ги земал розевките танга, па тие се мои, твоите се овие виолетови со мечиња, па немој да си таков. Сакам одма да ми ги вратиш, одма.